СДСМ се враќа во рацете на скопското крило, барем вакви се шпекулациите кои доаѓаат од внетрепартиски брифинзи во се уште владачката партија. Таа остана без раководство, откако со повлекувањето на Заев автоматски паѓаат сите раководни структури под него, а за дел од нив следува можеби политичка пензија. Без функција остана Спасовски, Филипче, Царовска, Лукаревска, Николовски. Веќе почнаа шпекулациите кои ќе го наследи Заев на Бихачка. Според неофицијални информации циркулираат имињата на поранешната шефица на партијата Радмила Шекеринска, но и поразинат на последните парламентарни избори Петре Шилегов. Како опција се споменува и Сања Лукаревска, која е партиска заменичка на Заев, а важи за едно од ретките блиски до се уште премиерот од скопското крило. Таа во изјава за Фокус тврди дека во моментов работат на реорганизирање на партијата. Заедно со председателот Зоран Заев и со органите на партијата работиме на решенија и одлуки со кои СДСМ се реорганизира, а со единствена цел да продолжи да работи во интерес на граѓаните и државата. За секој конкретен дефиниран чекор, јавноста навремено ќе биде информирана. Барем засега ниту Заев, ниту неговите партиски другари не се повлекоа од своите функции во владата, откаде ако набрзо премиерот не поднесе оставка, ќе се гласа доверба, а ни за скандали за својата работа имаат речи сите најблиски соработници на Заев, пред се во прв ред Мила Царовски и Венко Филипче. Министерката за образование се лизна со образовните реформи, додека пак првиот човек во здравството за себе последниот период има тетовската трагедија, односно пожарот во модуларната болница каде живи и изгоря 14 луѓе. За волја на вистината Филипче барем декларативно понуди оставка од својата позиција, но таа откако рече се еден месец стоеше во фјоката на Заев, на крајот не беше прифатена. Нема да дозволам политизирање на трагедијата во Тетовската болница. Ние политичарите и извршната власт генерално не смееме и нема да го толкуваме извештајот на вештите лица кои постапуваат по наредба на јавното обвинителство на Република Северна Македонија. Откриена е причината за пожарот и таа е јасно и јавно објавена. Ја примив оваа информација и постапувам. Веднаш дадов насоки до Министерството за здравство во најкусен може рок да се извршат темелни теренски контроли во сите модуларни болници. Инаку најголем дел од најблиските соработници на Заев како да исчезнаа меѓу првиот и вториот круг на локалните избори. Пред се оваш за Венко Филипче, кој што едноставно ниту еднаш не се појави во медиумите последниве 20 дена, а ретки се и неговите објави на социјалните мрежи.